Почитувани представници на медиумите, денес пред се тука сум како битолчанец, се со цел да дадам придонес на моите сограѓани во нивните заложби да ја сочуваат здрава животната средина. Веќе извесен период и во Советот на општина Битола, но и во јавноста се води дебата за новиот рудник за експлоатација на минерална суровина гранит на локалитетот Билбилкамен. Се работи за рудник кој е оддалечен околу 2,5 километри воздушна линија од централното градско подрачје и околу 800 метри од првото населено место, поради што логично се наметнуваат и прашањата. Дали рудникот ќе има штетни последици по општото здравје на битолчани и дали истиот ќе влијае врз големување на бројката на заболени луѓе од респираторни заболувања. Дали е направена соодветна физибилити студија, а доколку студија има, зошто истата не е доставена на увид на советниците во Советот на општина Битола? Дали сообраќајното решение е соодветно со оглед дека рудникот излегува на магистрален пат, кој во иднина е планиран за експресен пат? Знаејќи дека општина Битола, поради рек Битола, е еден од најзагадените градови, овие дилеми на граѓаните се повеќе од оправдани. Бидејќи сите овие прашања се отворени, а знаејќи на кој начин се добиваат дозволи и концесии кога ВМРО ДПМН е на власт, бараме од компанијата Стентон Градба и Друштвото за производство, трговија и услуги Стентон Увоз Извоз, како и од општина Битола, во најскоро време да приложат соодветна документација и испитувања со кои ќе го потврдат влијанието на рудникот врз околината. Сакам да истакнам дека нас како политичари пред се не интересира јавниот интерес, а во овој случај здравјето на граѓаните. Ние сме за развој на бизнис секторот и новите вработувања, но не по цена на здравјето и животот на нашите сограѓани. Доколку работата на рудникот нема штетно влијание врз здравјето на битолчани, истиот може и треба да функционира. Но доколку истиот има штетно влијание и штетни последици врз здравјето на нашите сограѓани, тогаш Министерството за економија веднаш треба да ја приспита одлуката за доделување на 30 годишната концесија на овој рудник.